Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 606 издание. А во рамките на Дансе Макабре имам серијал на епизоди посветени на македонската музичка сцена, едиција која ја нарекувам Раритет, затоа што треба да го отсликува уметничкиот белег кој го ставаат домашните артисти во музичката ризница и при тоа рецензирам 4 актуелни албуми во секое издание на Раритет. Така ќе биде и во 21-то, во кое ќе ви говорам за македонските метал ветерани кои снимија нов албум со препознатлив звук за нив. Потоа ќе слушаме задуман жест состав од крајот на светот. Ќе слушнеме нов напев на еден домашен артист кој твори на наш јазик додека живее на американско тло и ќе завршиме со еден хиперпродуктивен виртуоз кој создава срцевината на Македонија, така што останете со Канал 103 вечерва. Слушаме свежа домашна музика. Епизодата ја започнавме со Алојз Роб, односно и слушнаме композициите Под опсада, Судбина и Доста е, кои се наоѓаат на нивното второ студиско издание именувано Под опсада, од кое ќе слушнеме продолжение и композициите Неброј до 3 и Не кошта ништо да си богат. Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажано полноќен танц со смртта по 606 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Верувам дека мал дел од младите слушатели се запознаени со постоењето на метал бендот Алојз Роб, затоа што исто така сум убеден дека ги немаат фатено кога биле активни членовите во нивната младост. Не сум го направил тоа ни јасно, секогаш одекнувало нивното име во музичката историја кога и да ја прелистувам, па затоа ги селектирав за оваа емисија. Прво, да не се заборават, а потоа да се стави под лупа нивниот придонес за домашната екстремна музика. Најпрво да установиме дека во прашање е бенд кој е оформен пред 37 години, односно во октомври 1988 година, како македонски одговор на условно кажано Моторхед, што е визуелно воочливо и од умлаутот на второто О, налика британската музичка гордост. Бендот е составен од членовите од Highlander и Sanatorium, а често на концертите во 88-89 настапуваат заедно со Аргус и Санаториум. Во 80-тите свират на Rock'n'Roll Nightmare фестивалите, свират на Рокфест, како и на фамозната гитаријада во тетовското село Раотинце, за која установивме кога ми гостуваше Црниот Санаториум во оваа емисија, кога и како се случило овој концерт, свиреле и на Metal Rock фестивалот во Куршумлијан, завршувајќи со настапи во 92 година, кога низ бендот поминали и членови на Bloody George, а членовите продолжиле да свират и во бендови како Кронос, Клеопатра, Жолтица на Бродот Баунти. Снимаат само неколку демо песни во 80-тите, меѓутоа се реобеденија 2020-тите и го издадоа нивниот прв официјален студиски албум во мај 2023 година, кој го носи и самиот назив на овој бенд. Во првата постава членува и басистот Горан Стојановиќ, а денес свират основачите Методи Милев на тапани, Антонио Роб на гитара и неговиот брат како бас и вокал е Алојз Роб, на кој што е назначен, односно именуван самиот бенд. На нивниот втор албум Под опсада, кој е издаден 29 септември 2024 година, има и гостување на Алојз помладиот, односно соло гитара свири на композицијата онака од Безврска. На обвивката може да забележиме паганистички култисти, ајде така да ги наречеме, како одржуваат некаков си пеколен собир во име на некое анималистичко божество, што само по себе е доста металски омот, мора тоа сите да признаеме.
од фотографиите на членовите на бендот од давнина, на кои што можев да налетам, забележам дека додека биле млади, носеле тексаселеци за прешивачи и мајци од Def Leppard и Motley Crue во 80-тите, така што тоа е и звукот на кој што до ден денес целат, односно американските hair metal бендови, меѓутоа во спрега со New Wave of British Heavy Metal бендовите, најблиски се со Motorhead, Angel Witch, Diamond Head и други бендови, и тој стил на музицирање го свират и ден денес, со тоа што секојаш во нивните песни има некој обид за инкорпорирано пред се некоја мелодиска линија, односно фолк мелос, дали во стих или во пеење, како уникатен трейдмарк, што би рекле денес. Албумот го отвора насловната тема под опсада, која имавте можност да ја слушнете, започнува со соло на тапани и громогласни рифови на мид-темпо, пред да се забрза ритмот на мелодијата, која го носи рефренот со едно моќно гитарско соло и осечен премин на крајот. Значи, овој бенд ја негува континуираната употреба на гитарски соло во секоја композиција, така што и тоа одличие го носат од ерата која ја воспеваат. Во оваа композиција се извинувам, има опис на безнадежност со свет со наведнати глави, во кои царуваат сенки и црнила, односно имаме дескриптивен вовед за светот на мракобесието кој е затекнат со голем број на архаизми во самите нивни изрази. Пеколен е секој Петровден е втора композиција, разиграни рифови ја започнуваат оваа творба, доста Джудас Пристовски. Пламното соло има тука, кое е долго и исклучително, во етно напевот делејки на слогови, што искрено не ми се допаѓа, но има извикување на последниот стих, имаме еден пасторален опис на околината, иако не е детално пренесено зашто е Пеколен Петровден кога одекнува, например, тешкото на овој празник. Судбина е третата композиција, започнува со heavy riff, мелодичен гитарски литима, кој во два наврати се истакнува и прераснува во едно малтене мејденско соло, односно има прекрасно музицирање, како што можете да слушнете во оваа творба, во која се бара юнак да ја истера сенката која го има затекнато светот. Доста е четврта композиција, Мотли Крувовски риф ја започнува, мид темпо и завршува се на гитарско соло. Лирското јас говори дека му е доста од фрази и лажна дружба, душман со цвеќена пушка, така што тука преку глава им е хипокризијата, лицемерието и лагите, каде може би има премногу зборови за да се фати стихот и мислам дека со редукција ќе беше по-ефективна оваа творба во низиното пеење. Празни улици е пета композиција, басот ја најавува и започнува игрив рок-н-рол. Риф кој преминува во соло на самиот почеток на композицијата, што е мудро решение, а гитарата одлепува во соло и на самиот епилог. Песна за прибирање дома за време на излегување, каде што треба да се има со пари за цигари и пиво. Шеста композиција е Неброј до 3, започнува со соло на тапани пред да го слушнеме главниот риф, а не е пократка и песната на своето гитарско соло, и тоа во два наврати, во кое второто е помелодично. Песна во која се посочува да не се мислите многу, да не чекате да се брои до 3, да делувате веднаш, импулсивно, односно да не бидете пасивни. Седма композиција е Непостојан, започнува рифаджиски, доста heavy metal препознатлива тежина, саксоновски јас би ја нарекол, па и такво соло и си заслужува, мерено. Композиција за обземеност на која има потреба да не биде пронајден лирскиот субјект, да биде занемарен. Онака од безврстка е осма композиција, најмоторхедовскиот галоп ја отпочнува творбата, како што можете да слушнете, која си има и моторхедовски сола, едно фуриозно, а другото мелодично, додека и та ритам секцијата. Излезе на улица и направи врева, се извинуваме мотото на песната, онака без причина, со една рокерска побуда, на која што се доследни. Не кошта ништо да си богате девета композиција, уште едно отпочнување фуриозно со нагласена ритам секција имаме, со правопис за каде што се прави некаков еден вид на дескрипција за животот на еден аморален богаташ и неговата рутина пред се.
Од земја се створена 10-та композиција, најдолга творба која го затвора албумот, каде се земаат право на здив со син за се долови атмосфера во која се поблиски можеби до една меморија или подобро кажано нивна One More Fucking Time со Харисовски нагласени бас линии како Rime of the Ancient Mariner пред да одекне еден спор риф и мелодични изблици на соло и гитара која пее подобро од вокалот, без разлика на неговото непотребно мутирање и засилување во еден од стиховите, како што може да забележиме. Се опева дека од рожба до смрт сме направени од кал, се истакнува за натежнувањето на животните спомени од со грудка во грло и јарем на вратот и каде се пред се дескриптивни природните елементи, односно дождот, песок, товар кој натежнува во чуваме и се струполува субјектот, а каде се струполува се разбира на земја. 35 минути трае овој албум, време траење што е идеално за навраќање на истиот, бидејќи е фуриозно музицирањето, каде дури ни последната композиција иако си зема здив, до тогаш фрча гитарите и едноставно нема запирање. За Алојс Роб времето е запрено во 80-тите, ако веќе запираме нешто, кога тие растеле, нивните светски музички херои ги создавале нивните химни и може да имаат одек исклучиво на љубителите на хеви метал од нивната ера или пак денешни љубители на овој жанр, меѓутоа не е во одек со останатите 50-тина денешни метал поджанрови кои се доминантни, кои имаат кои пред се произлезени од хеви метал оставнината, па затоа може да делува ретроградно, можеби или инертно за младите слушатели, што се должи и на способноста на бендот за адаптирање на модерните текови, но наспроти тоа може да научиме како се свират гитарски сола во рокерската музика, која е тежината на рифовите и каков конститутивен рбет на секоја композиција мора да биде ритм секцијата, квалитативи кои се основни постулати на хеви метал, кои мора да се негуваат во сите метал поджанрови, но уникатен е тој, ајде да го условиме како фолк мелос во пеењето, што е присутна ознака и на овој албум. Карактеристика која може би ги издвојува од другите без разлика на рапавоста на нивните искази. Можам да наслушам дека гитаристите се и тоа како способни во овој бенд, па убаво е да се слушне по некоја прогресија повеќе од нив, да се збогати звукот со некое громогласно рефренче или пак засекување на песните, нешто што ќе го збогати нивниот израз, а сепак воспостави паралела и со денешните слушатели, не мора да се работи по добро проворена формула, може да се излезе и надвор од неа, никој нема да им рече дека се позери, помина тоа за туцано доба, така што може да се даде повеќе димензионално музицирање. Ако се бара некој домашен пандан, условно кажано, тогаш може да се групираат во друштво на Морал, на Пепел и на Стил Темпл, или пак Помаранџа или Бомбардер на балканско ниво. Така што може да се научи од подопсада дека поседувањето на незапирливата рокерска енергија е тука. Имаме многобројни прекрасни гитарски сола, имаме певливи стихови кои лесно влегуваат во уво, кои можеби убаво би било да се отпеани во хор, како например во херметал ерата, односно како што Асепт и Удо прават например, каде сите громогласно ги пеат рефрените, што ќе даде една нова димензија, нов моќен израз, ако веќе се негува тој саксоновски и самсоновски звук. Ти се памти албумот по насловната композиција или пак синглката некој што ништо си богат. Старата коска на домашниот хеви метал го возвраќа ударот, демонстрирајќи им на младите бендови дека нема изговори за несвирење, ако не сте фолиранти, туку метал музичари. А во продолжение ќе слушнеме композиции од студиското издание Grey Heron, односно тоа е албумското остварување на Ом. Од нив ќе ја слушнеме насловната композиција и Concrete Scar. Ги одвоив со оглед на тоа што се прилично долги творбите и одлучив да одам на квантитет, односно на пократки, за да може да слушнеме што е можно по дивергентен звук од нив. Така што ги слушаме Aum и композиција од нивниот нов албум Grey Heron и потоа ќе ви говорам што друго содржи ова албумско остварување.
Доказ дека во проширениот состав на Светлост членуваат одлични музичари е фактот што тие меѓусебно имаат остварено бројни проекти кои придонесуваат за збогатување на домашната џез сцена, па таков е случајот со џез триото Аум, кои се оформени во 2024 година и го издадува истата година нивниот албумски првенец. Тие имплементираат звучна симбиотска врска на создавање и уништување, односно Аум, кој ги впрегнува двете сили, едната е ноаровската, задуманата, а другата е екстремата на фриџес интерпретацијата, крајности кои подеднакво ги владеат музичарите. Постоечка е основата на формите и структурата, кои токму со импровизационите текови во живо ги истражуваат недопрените димензии на постоењето, правејќи го секој концерт едно уникатно искуство за предсемузичко изразување. Бојовче Томески на бас кларинет, Константин Хаџикоцев на пијано и Драган Теодосиев на тапани членуваат во ова трио. Албумот Grey Heron е снимен од страна на Дробицки во просториите на Kids, односно Салон 1919, затоа што заемништвото на музицирањето го создава пред се звучниот амалгам, кој е препознатлив за бендот, за да ја истакне спојката, иако мислам дека се уште понезадржливи кога се опрашање нивните концерти. Владан го работи исто така и миксот, мастерот и го продуцира овој албум, издаден на 14 декември 2024 година за лейбелот PMG Jazz. Омотот е составен од 5 слики, работени од страна на ликовниот уметник Илија Маџаров, кои се, ако не се лажам, дел акварелни пейсажи. Grey Heron е композицијата која го отвори стоимениот албум, отпочнува торжествено на пијано, како што можете да слушнете, со надоаѓачки перкашен како крилја и кларинет како глас за долетување на сивата птица, за да се образи една ноар естетика во која ровари тапанот и пијаното атонално се надополнува на секој птичи крик, додека не стане јато од една птица на самиот почеток, додека нели не осамне пијаното на крај и отпочне кларинето со својата посмртна песна и осамне самиот во епилогот. Петрикор е втората творба на албумот. Капките дожд се иницирани од чинелите и падот на нотите на пијано, за да продре кларинетот и натежне атмосферата. Со овие мелодиски линии се исцртува мирисот на пролетниот дожд во дадена ситуација, каде продирливо се наметнува кларинетот со своето милозвучно соло, додека разорен е позадинскиот перкашен, кој создава нарастувачка тензија, пред да се допре до звучната ентропија, за да осамне кларинетот и стигне атмосферата, пред да се вратиме на дождецот од лајтмотивот. Concrete Scar е третата композиција на албумот, започнува со перкашен, доста металичен, рапав и далечен пискот може да воочиме покрај елегичното пијано. Спорадичен почеток си има, кој си зема време да се наметне, доста думерски морам да признам, додека не одекне солото на кларинет врз одмерениот ритам на пропаста, кога во еден здив се истураат сите инструменти во овој навев. Четврта композиција е Out of That Which Never Was, односно тоа е најдолгата, ако не се лажам, 15 минутна творба и најдолгата за денес која е земена предвид и на самиот албум, која започнува со ламентирање на пијано, додека не се разбранува самиот перкашен, посегнувајќи по недостижноста, за да се истакне ритмиката и нагласи продор на кларинетот, кој исто така спорадично понира како одговор на пијаното, пред да започне обострано иницирање и повторно тихува во тага со една надежлива, ајде да речеме, дуровска мелодична линија во албумски моловски океан, која е одскочна даска за отпочнување на либерализација од формата со солирање кое ќе води кон звучна какофонија, каде и Драган зазема соло на тапаните, враќајќи се на крајот на лајтмотивот на кларинетот. Aspect of the Shepherd Dog е петата композиција, која го затвора албумот, започнува разиграно на пијано и тапани, еден трилинг за шарпланинецот, подготвен да си го одбрани своето, пред да
одекна длабоките ноти на кларинетот и се раздвои од останатите кои го разложуваат ритмот додека не настане еден нескротлив изблик на разузданиот тапан и пијано кои тензично се наметнуваат во ритмички најбрзата композиција на албумот во еден музички прогон, звучна брканица која има повремени расслојувања, запирање во потерата, за да одекне крикот на солото на кларинет и во епилогот да се произнесе осамновачкото траорно пијано и пред се заврши на издишките на кларинет и неочекуваната фриџес експлозија која во овој момент верувам дека секој ќе го фати неспремен. Времетраењето на албумот е речиси 54 минути, што е голем залак сам по себе, што значи дека го бара вашето севкупно внимание за да може да ги забележите и ситните детали и да бидете обземени од звучната ентропија која понира од творбата, така што се должи големината и на потребата да се земе с див и да издишите во нов живот секоја нота која ќе помине низ вас, значи бара простор и самата одишка делото, но затоа и наградува слушатели кои знаат да ја препознаат пред се мрачната убавина на отсвирените модерни класични творби. Јас за прв пат се соочив со нивниот звук на земјотрес кога го восприемав директно преку настав во живо, во кој ме привлекоа со суптилниот ноаровски шмек за да ме ликвидираат потоа со какофоничен фриџес, за на моменти да се почувствувам како на концерт на Naked City на Џон Зорн, односно на моменти не бев во Скопје ОМКЦ, туку бев во некој ново создаден меѓусвет кој со енергичната изведба на триото пред се беше доловен во живо, односно енергичност која мислам дека не може да се улови на студиската снимка, без разлика на снимањето во живо, едноставно незаузданоста, разјарената енергија е таа за која сакам да ги гледам пред се во живо, да го гледам како Драган ги тепа тапаните, како да му должат кредит, да го слушам Томески како ја пробива ноќта со неговите суптилни поигрувања, исто така и со мелодиите на Хаџи Коцев, така што би сакал таа енергија да ја слушнам и на некое идно студиско издание пред се. Албумот кој е продукт на содействувањето на осамнувачките ноти во ноќта и пред се разјарениот дневен крвоток на градот. Значи имаме содейство на молкот и вревата, односно двојба на космогонијата и есхатологијата, за да се добие еден нов звук на опонирачките наезди, кој ќе внесе свежина и пред се ги олесни тегобите на секојдневното постоење. А во продолжение ќе слушнеме 5 композиции кои се наоѓаат на студиското издание именувано како Крстена вода, односно станува збор за албумот на Крсто Роџевски. Поточно ќе ја слушнеме Меджитлија, Кревко срце, Видијат и неа, Денови изброени и Тика така за самиот крај на овој сегмент. Така што продолжение го слушаме Крсто Роџевски со композиција од новото студиско издание Крстена вода. Денес слушаме композиции од седмиот студиски албум на Крсто Роџевски, или ако повеќе милувате неговото интернационално препознаено Кристо Роџевски, домашен артист кој твори во Њујорк. Не е првпат да биде застапен во Раритет Крсто, претходно во 6-тото издание на Раритет го рецензирав неговиот 4-ти албум Хјубрис, а во меѓувреме ги издаде и љубовното писмо до Чикаго со Fair Weather Friends од 2022 година и амалгамирањето на домашниот традиционален напев со африканските инструменти во Black Earth од 2023 година. За седмото издание Крсто решава да ги анулира сите странични звучни таложења и пред се згуснување на звукот, па затоа го условно кажано соголува својот перформанс на рамниште на глас и гитара, каде наоѓа интригантен начин да ги задржи фолклорните мотиви, но да ги инкорпорира на традицијата пред се на американското и британското, ајде да го наречеме, фолк наследство, односно да приложи unplugged издание, кое, иако се свири на светски препознатливи акорди, се пее на домашен јазик. Мотивот на осветената вода
се зема како своевиден именител на изданието, а во прашање е еден негов соло перформанс во живо во The Bunker Studio во Бруклин, во Њу Јорк, од 26 април 2023 година. Така што Крсто е изведувач на вокалите, акустичната гитара, дувачки инструменти, перкашен, со постојаната композиција Мајки ни синови на ова издание може да се забележи и партитура од Хенделовото Ларго, а албумот е издаден на 22 ноември 2024 година. Обивката е на Иванчо Талевски и Метнев, односно имаме црно-бела фотографија на карпа насреде поле, што го доловува непобитното присуство на, ајде да ја наречеме, грамадата која Сизиф ја има оставено на косината на висорамнината додека зема здив. Албумот е инжениран, односно инженер на албумот е Ерон Невези, миксот е на Ben Big Gross и мастерот на Майкл Фосенкемпер на Turtletone студиото во Њу Јорк. Албумот започнува со грудка, односно пред се творба која го содржи молитвениот напев Кирие елейсон, односно Господи помилуј, што би се рекло, напоменувајќи предели и од Егејската Македонија, запрашувајќи дали е останато нешто од домовите покрај Црното поле и Црвената река како адекватни символи за смртта која што вирее од Балканските војни. Меджитлија е втора композиција на албумот, разиграна творба во која со фолк напев се опеваат зеленчуци, кои се синоним за плод од градината. Нас имаме опис на доаѓање кон либето. Напевот е во колизија со нешто што Джими Пејдж би го свирал на акустика, со повремен ефект на слайд. Празен гоблен е трета композиција, Сидберетовска творба, која има слайд на среде наместо соло, која има засебен риф за останатиот прамен на крајот, како што следи во опевот, односно прашање е дамнешен плач во визба, воздржан напев дека убавицата е послана, која завршува таговно, каде се сече дел од себе, да не е сама саканата во гробница, затоа што ја има однесено матната и останало само прамен од неа. Значи една таговна лирска творба. Четвртата композиција е Кревко срце, баладична со разложени акорди и дувачко соло, одведување на севдалината Таму, кај што се љуби најсилно, на подарено срце од чекмеџе, се замолува да го остави пелинот некому, отпеано во прилично висока октава од страна на Крсто. Видијат и неа е петата композиција, со фуриозен почеток е оваа творба на гитара, додека не заврши со еден, условно кажано, чочек на последната строфа, односно запеана песна помеѓу солзи на селската мома Лидија, која се сторила градска мома од Девармалу, за на чочекот да се качи на маса, па од понеделник пак ќе се крие под српско-бугарските жаргони. Така што ова е еден прекрасен игрив напев кој што опишува селските моми кои се кралици дури и во градот, кои може би се срамат да ги изнесат тие тенденции од околината кои што ги поседуваат од рожба и се растени со нив. Меѓутоа, тоа е уште една подсмешлива творба каде што не треба никој да се срами од ништо што е или не е, и на интригантен начин тоа го има доловено со оваа игрива творба Крст. Под Лозница е шеста композиција, повторно баладична, како е на антитежа на претходната, со едно дисхармонично сонливо соло. Испратен од душмани на порта Стопанот е повикан, кој треба да се спреми за да излезе, да киниса во неповрат со бројни архаизми може да забележиме не само во неа, и туку во други композиции на ова дело. Седма творба е Денови изброени, со битолсовска мелодија се поигрува со аргументираните денови, со латински пресек на Марксовата покорност на стадото кое се клони на својот стомак, во свет каде има саде басни и нигде сказни се опева во неа, затоа што
Вампирот не можел да спие мирно во гробот, па дошол пак да пие крв. Значи имаме тука едно Марко Цепенково прогонување. Осма композиција е Крстена вода, насловена според која е насловен и албумот, која е спорадична, условно кажано фолтиновска, која има едно срцепарателно гитарско соло на гитара. Конечно тоа го забележуваме во оваа творба, во која Ливето мора да бира меѓу Крстена вода и Алтани. Односно, забележуваме двајца заљубени и изгубени со оглед на тоа што љубената е дадена за друг кај Зенгини, односно кај богаташи. Така што имаме несреќни љубови, колку ви душа сака на албумот. Девета композиција е Фалиш, негова Don't Cry во фадо манир, со гитарско соло исто така, во која прашува лирскиот субјект дали без да му биде судено ќе приде саканата, односно без подкуп од ѓердани, но саканата никогаш не е фалширала според него, затоа што имала мелодија во гради и ритм во срцето, што па значи дека се идолизирала ведрината и детската игра и пред се нежноста кои се опеани во оваа творба. Десета композиција е Тика Така, односно започнува ритмички со джагор во композицијата, со доста впечатлива акустика, каде од една страна ги имаме љубовните отровни стрели, а од друга воената поставка на стража. Така што тука има содейство на љубов и војна, ајде омраза да наречеме, да не бидеме пократки, или слобода или смрт, што исто ви се фаќа како што е опеана оваа творба. Меѓутоа, од една страна ги имаме ужасите на војувањето, од друга страна ја имаме поетичноста на Рилке и Мајаковски и нивните стихови. 11-та композиција е Цвер, милозвучна творба со свиркање, која опева дека каков ти е пленот, таков ти е цверот, кој одлично го опишува цверот затворен во сопствениот кафез, чекајќи комплименти, едно убаво погледнување во огледало, во што сме се претвориле во плен или па звер со преносната смисла на зверствувањето, ако може така да го покажеме човечкото однесување, кое знае да биде собствен најголем непријател не само на себе си, туку и на сите наоколу. 12-та композиција е Мајкини синови. Иако има моловски почеток албумот, има дуровска разрешница во вториот дел на него со пијано и еден малтене spoken word за татини ќерки и мајкини синови кои ја изгазија полумртвата земја во трње и пепел, под партиски фустани се разбира, и завршува со високо од пеаното Хенделово Ларко. 40 минутно е време трајањето на албумот, во прашање се десетина 2-3 минутни творби, така што е доста игриво изданието, богато со композиции кои го задржуваат вашето внимание и пленат со искреноста и пред се чувствителната изведба, така што имаме навраќање на селски мотиви во него, имаме урбанизација и како истите се провлекуваат во неа, имаме лирска и епска димензија на оваа творба. Препорачливо е се разбира и за љубители на фолтин, поточно и на пијан славеј, затоа што има и љубовен напев, има и кроткост пред се во изразот, и одлично се надоврзува на сите тие кои растевме во 90-тите со MTV Unplugged изданијата на гранж бендовите, што ова слободно може, барем јас лично го вбројувам помеѓу нив. Ќе се издвојува овој албум од неговата дискографија токму поради уникатната идеја да се соголи на инструментално рамниште и да се дозволи основните елементи на една композиција да бидат носителите на творбата по кои ќе е препознаена. Точно е дека има интимистичка димензија и можеби е потребна поголема шареноликост во средиштето на албумот за да се даде една нова димензија, без разлика на тоа што е акустичен албум, прашање да се направи уште подетално вмрежување на елементите од домашните етномотиви со светското влијание, доловени преку акустична гитара на која сме навикнале да ги слушаме можеби Боб Дилановци, Ник Дрейковци, Доновановци, но фолклорните мотиви го даваат тој уникатен постамент кој е препознатив за него и игривоста точно токму со нив, и може да се каже дека е роџевски пристап на инкорпорирање во собствениот израз. Во Крстена вода
Роџерски смело ги отстранува инструменталните слоеви и звучно соголува на глас и акустика, дозволувајќи да биде ранливо прикажаното проткајување на етнонапевот со помош на богатата оставнина на американските кантри и блус албуми, но изведени на сред село, токму во Њу Јорк. Тука правиме една музичка пауза и во продолжение ги слушаме ќе го преполовиме EP изданието пред се насловено како In Between, односно ќе слушаме првите две композиции, December Winds и Holding Ground, кои се во изведба на Esoteric, и потоа ќе се вратам во да ви говорам за што точно содржи неговото ново студиско издание In Between. Уживајте. Еден од најзастапените артисти во изданијата на Раритет е токму Благој Цилаков, попознат како Esoteric или 350 Терик, кој како милува, што се должи на неколку фактори, од кои најдоминантен е пред се неговиот незаперлив порив за творење, кој има оставено за себе небројани албумски изданија и сингл, остварување на кој конкурентен е можеби единствено Бекетхед, само што Цилаков не станува репетитивен и формулаичен како експресивниот нашминкан гитарист со исто така непребројани изданија за себе, туку го реобмислува својот звук во зависност од периодот на животот и на делото кој што му предстои. Имено Esoteric беше два пати рецензиран во емисијата, во второто и осмото издание, односно 2020 и 2021 година со Into the Source и Aether, а од тогаш ги издаде EP изданијата Notus, Super Old Love Songs, издава неколку синглки во 2022 и 2023 година, потоа минатата година го издаде EP изданието Мандала, кое што исто така беше продолжено, и изминатите неколку месеци објавуваше по една композиција горе-долу секој месец, како што се Verge, Not Again и Wanderlust, пред да ја започне 2025 година издавајќи го EP изданието In Between. Издавањето на синглки во континуитет му овозможува на артистот да го следиме одблиску неговиот музички прогрес и постојано да бидеме подсетени на неговите резултати од експлорациите во тој хиперпродуктивен манир, но кога ќе ги објави долгосвиречките изданија, веќе зборуваме за поголема целина која го заслужува сечие внимание пред се. Треба да знаете за Цилаков дека твори творештво кое што градира во различни стилови и употреба на дивергентни изразни средства, како што е препознаен или како прогресивен инструменталист, односно свири дженцо години кај нас. Меѓутоа имаше и периоди во творештвото кога се препушта на истражување на поамбиентален звук, синтвейв или пак електроника, така што не е венчан за еден израз, што значи дека нема сила која ќе го спречи да експериментира во нови звуковни пространства, карактеристика која најмногу ја ценам во неговото творештво. Албумите ги снима во домашни услови, што значи дека самиот ги свири сајзерот, гитарата и програмира тапаните и ја прави ритм секцијата. Обвивката е футуристичка, како и секогаш, најчесто се игра со форми и со облици, овој пат е фотоманипулиран насреде планински предел, една мистериозна коцка пред се, која се надвиснува во воздухот, а под неа левитира подеднакво енигматично битие од црна мантија, така што не поканува да фрлиме еден поглед во овој тајновит меѓусвет. December Winds го отвора ова издание и започнува со ехо на ламентирачка гитара од длабочините на меѓупросторот, доведена до од декемврискиот пред се ветер, кој е надополнето од масивни рифови со замрување, за да се слушне повторно тој продорен ехот, придружен од бас линијата, кој раѓа гитарски мелодичен лид кој води кон еден брекдаун, за да се врати на мелодичниот гитарски лид со епска димензија во самиот крај. Holding Ground е втората композиција, започнува со гитара која продира низ простор, засилена со синт, пред да започнат спори постметалски мелодични рифови, кои можеби би ги слушнале и кај Кататонија или пак Dark Tranquillity и останете мрачни меланхолични бендови, пред да започне да пее гитарата со своето соло, надополнувајќи се со построкерски лид кој е
испишан во етерот пред да добие рифовски засеци и наврати на водечкиот лид почетокот. На крај по кој ќе ми биде препознаен албумот, симплистички, но впечатливи 3 тона и не ви треба ништо повеќе во животот освен нив. Second Coming е трета композиција, започнува со надоаѓачки спорадичен риф, проследен со ритам секцијата кој изискува масивно бенгање и константен дупливас. И тука има осамнувачки гитарски лид со ефекти за да се добие саканата етеричност на звукот пред да се нагази дисторзираниот риф, овој пат проследен со мелодиска линија, торжествена како најавување на новото доаѓање, со среќа на нозете на тој што би го тропал овој албум, односно mid-tempo breakdown има пред осамнувањето на мелодискиот лид. Овој брейкдаун се појавува кој го ведува во постметалски гитарски бран, што да беше проследено со бластови, ќе беше мелодичен black metal, искрен да бидам, ама да не застрануваме. Abeyance е четвртата композиција, и уште да напоменам, да не заборавам, нема ништо весело на албумот, целосно е моловски одработен, како што доликува. Последната треба да биде апокалиптична и всушност, во нејзино исчекување пред се со продорни рифови, додека се руши светот со дуплибас пред да се смени рифот и загрезе во мелодичната death metal територија и одсечено повлече разидување на композицијата, која парче по парче запира, се губи течението, без разлика што бликнува мелодично гитарско соло во финалето, што е пред се предвесник само на еден корневит брейкдаун во епилогот. 15 минути трае ова EP издание, што е сосема солидно време траење за обликување на комплетна звучна целина за краток албум пред се, во кој доаѓа до израз неговото свиречко искуство и навраќање на препознатливи одредници за него во прогресивната джент провениенција, без разлика дали сметате дека тоа е музички правец или не, односно се држи до симплифицираноста на гитарскиот лид како носечки и препознатлив белег на неговото музицирање, кој се разбира дека подоцна го комплицира со најразличните прогресии и го засекува со брейкдауните. Зимска меланхоличност, ламентирачка димензија има на епохалните гитарски мелодии кои се присутни во ова дело, кои има и брейкдауни, и сола, и мелодични лидови кои допираат, би рекол дури и до постметал нормативите, во кои се користат гитарските тонови како бои на сликарите за исцртување на нови апокалиптични пейсажи, во кои успева езотерик, кој многу ми е мило што се врати на екстремниот звук за себе изразување во подолга форма. Па, иако уживам во неговите повремени синглки, повеќе ми се допаѓа кога ќе собере на купче и ќе се образува целина, како што е овој мисличен албум, за да си има некаква си проткаена нишка која се повлекува ни сите композиции. Јас секогаш ќе го компарирам како македонска верзија на Игор, со надеж дека некогаш ќе собере екипа која ќе му ги свири делниците на останатите инструменти и ќе направи концерт со нив во живо, што би било едно, барем јас сметам, незаборавно искуство. Со оглед на тоа што EP издание се избегнува репетитивноста на мотивите, што значи Цилаков знае кога да престане да копа во еден бунар пред да стане повторлив, па можеби би посакал помасивен звук, некое поигрување помеѓу прва и втора гитара, со оглед на тоа што нели може да си допушти да реди слоеви во изведбите, да ги крши композициите, да ги преобмислува во самиот текст, значи да биде по-прогресивен во неговиот израз или пак да ги измазни транзициите, можеби помеѓу тивките и гласните сегменти, сепак тоа зависи исклучиво од него. Повратништво на гитарскиот звук на езотерик, по кој е пред се препознаен, ново, модерно, потентно и пред се актуелно руво, каде ги испишува новите димензии со помош на прогресивните гитарски делници, збогатени со меланхолични гитарски лидови и епохални одеци кои затреперуваат низ просторот и времето и отвораат таен меѓусвет за слушателот кој е доволно смел да биде поведен од композиторот во овој интергалактички звучен теснец од кој нема враќање.
Така што за крајот на емисијата ќе слушнеме и преостанатите изданија од EP творбата, односно Second Coming и Абејански слушаме за крај на ова издание, во кое ви говорев за албумот Полопсада на Алојс Роб, потоа за Греј Херон, албумското остварување се извинувам на Аум, Крстена вода, албумот на Крсто Роджевски и на крај ги слушаме композициите од албумот In Between на Езотерик. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 606-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети, одете на домашни музички концерти. Чао!